Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Тунел. Да се биде мајка не е едноставна работа, да се стане исто во моментот кога посакувате да бидете мајка и не е можеби така лесно, а тие приказни кои лично си ги доживеа ќе не ги раскажат вечерва нашите гости. Пред сега поканувам во емисијата Даниела Станоевска-Џидрова. Добро вечер и добре ни дојде, повели. Ја слушна темата на муабет, мајка веќе на 2 деца. И се разбира, оно што сега те прави среќна е дека ги имаш, си ги гледаш, твои се, тука се, но имаше момент на навистина големи патешествија и доаѓање до моментот да станеш мајка. Може да започнеме со тоа што претпоставувам дека кога се доаѓа се стапува во брачна заедница, најчесто секој посакува следен момент проширување на семејството. Вие вашиот сопруг тоа посакавте да го направите, но се испостави дека ќе има одредени потешкоти. Таа беше онаа прва можеби нели сурова вистина која дознавте во периодот кога се обидувавте да станете родители. Па така, најпрво еден период како и сите млади брачни парови, нели сакавме малку да прошетаме и со муабетот има време за дете, нели? И кога решивме да го направиме тоа дете, дојдоа оние потешкоти со мојата диагноза, ендометриоза, дека не можам природно да останам бремена. По не знам колку обиди природно не успеваше, па имавме обиди со инсеминација и така не успеавме, нели? И на крај по 5-6 пати инвитро, конечно се роди Мија Џидрова. Може околу диагнозата, може би одредени мајки и жени кои се соочуваат со некој сличен проблем во моментов или имаат, може би, истата диагноза, еве и да им помогнеме и на оние лиците да им подобјасниме зашто впрочем станува збор. Па ја вака лаички да кажам нели што е ендометриоза, можеби не е баш најточно како ќе го објаснам. Клетките што се наоѓаат натре во матката се јавуваат на површината на другите органи, на бешиката, на јајниците и ствараат како некои јазли и нема некоја поволна средина за да може да се забремени. Тоа е онака лаички и правев една операција за таа ендометриоза, ми отстранија и муабетот беше после операцијата веднаш да се почне со третирањето инсеминација правев за да нели се успее, као откога ќе се очисти ќе биде подобро, но не успеав ни така, за на крај 6-тото инвитро, да го кажам по бројка, успеав да Тоа вака сега, од сегашна гледна точка, како бројки само кога ги кажуваме, е само 6, но претпоставам дека во реалност и во вашиот живот било навистина тешко и пред се психичка база, ако може така да зборувам, бидејќи секој можеби неуспешен обид, вас ве фрло претпоставувам, може само вие да ми кажете, во некаков понор од типот разочарување, по повторно ново разочарување, во моменти кога е потребна позитивна енергија и атмосфера, кога се борите да дојдете до, се разбира, наследство во вашето семејство. Ја во принцип сум позитивна личност и никогаш не оставам на муабетот, се случи и сега толку, завршувам со тоа. Значи, секогаш кога ќе ми се случеше разочарување, секогаш си велев самата на себе, не застанувам тука, продолжувам понатаму и мислам дека таа моја позитивна енергија, моите позитивни мисли ме доведоа до таму каде што убедена дека треба и сега да станете мајка. Бев убедена дека ќе стана мајка и тоа се случи. Значи, само позитивно и сите луѓе околу нас не бодреа ни велеа дека ќе биде, мислам и тоа се случи. Многу попозитивна бев од мојот сопруг и секогаш онаа позитивна енергија моја влевав нели на него и така. Но претпоставам имавте и поддршка, бидејќи кога се работи за проблем, онаму каде што и конкретно бил посочен дека е проблемот кај вас, ако можам така да кажам, може би да дојдеме во ситуација кога нели многумина и од партнерите веќе ќе немаат разбирање по неколку години борба, истоштување и така натаму. Можеби ако вие се борите и сте храбри, имате позитивна енергија, да се соочите со партнер кој нели по некој период ви каже мене можеби ми е доста, јас не би можела ова да го издржам, но вие од другата страна имавте вистински партнери и поддршка. Да, има и такви. Ја за среќа имам сопруг кој навистина во секоја област ме разбира, значи не само за ова, поддршка имам на секое поле и во работата и во се друго. Да се навратиме на темата која вечерва ја правиме муабет, меѓу другото инвитрото како состојба која ни помага да станеме мајки и се разбира се наоѓа од големо значење во денешницата, онам каде што има вистински проблем, но потоа кај вас не застана се тука, односно не беше, да речем, приказната толку среќна во смисла дознавте дека сте бремена, после 6-то инвитро и сето тоа течеше до одреден момент, би рекла јас, можеби, од она што го познавам како ваша приказна. Скоро 29-та недела од бременоста. Убаво и блажена една состојба, нели можност да се опуштите и слично. Потоа доаѓа уште еден удар во вашиот живот, диагнозите, односно ситуацијата која се случи во моментот.
Да, имав потешкоти во текот на бременоста. Не сум го изјавила ова до сега јавно, бев бремена со близначиња. Едното близначе имаше некакви аномалии на мозолчето на срценцето и прогнозата беше дека нема да преживее и внатре во стомакот, дека нема да успее. И доколку се родеше ќе починеше во брзо време, да. Да. Тоа почина некаде околу 6-тиот месец и тука се јавија сите потешкоти и понатаму, бидејќи и другово детенце кое беше здраво требаше да излезе пред време, што за мене ми дојде шок, бидејќи на 6 месеци родено бебе не знаев што ќе се случува, како ќе се случува, што ќе биде со тоа дете. А Мија се роди 1,250 грама, веднаш во инкубатор на аспиратор. Продиша сама на почетокот, но потоа бидејќи беше многу мала, немаше шанса, ја ставија на респиратор. И ве прати во Словенија колку што? Да. Во Словенија не испратија затоа што таму го имаат најдобриот на овие простори, да речам, оддел за недоносени дечиња. Не е дека нашиот не чини. Ние како родители сакавме да отидеме на некое сигурно место под толкава борба за нашето детенце, по толку, нели, инсеминација инвитро. Сакавме да бидеме сигурни дека ќе отидеме на место каде што навистина ќе биде супер згрижено. Не велам уште еднаш дека кај нас немаше да биде згрижено. Многу беше мала неделата кога стана муабетот дека бебево ќе се раѓа пред време. И не беше сигурно, мислам дека сега колку што се сеќавам, на клиника имаше еден инкубатор за толку мало бебенце, не беше сигурно дали во моментот можеби некоја друга жена ќе се породи, па можеби ќе немаше место двете бебиња или три, не знам колку да се стават на истото место. Самиот момент кога ја видов прво во инкубаторот е шок. Толку мало човече, буквално како глувче, цело обврзано со кабли, со респиратор на носето, се бори за живот, многу стресно. Јас во моментот кога ја видов толку ми се слоши, не можев ни да стојам ни воопшто. Но со тек на времето сваќаш дека така мора да биде и мора да издржиш како родител за да биде добро детето. Морам да ги пофалам сите доктори таму, навистина се грижат за сите дечиња, по 5-6 медицински сестри на едно дете, доктори еден куп. Вели нешто специфично во целиот тој процес покрај нормално терапиите и се разбира сето она што децата во моментот го примаат, бебињата и така натаму, нешто специфично како процес, нели, за да се направи како атмосфера за бебето полесно да го преброди тој кризен момент, би рекле ние, да, тие практикуваат методата кожа на кожа, значи новороденчето само со пеленче и мајката гола на градите да лежи постојано на мајката за да го слуша отчекувањето на срцето на мајката, затоа што истото се случува, нели, кога бебето е во стомакот и многу повеќе побрзо се опоравуваат, да речам, од сето тоа што им се случува, затоа што постојано е до мајката. Ја практикував по цел ден да седам таму и по цел ден ја држав Мија на градите, буквално беше вака волкава, баш глувче. И мислам дека многу и помогна тоа. Со сопругот постојано симнувавме музика од интернет, ја стававме на телефон од Моцарт, од Бетовен, од Бах. Постојано и пуштавме класична музика. Не знам, така, знам дека класичната музика многу убаво делува за развојот на децата, за се. И така, тоа го правевме. Инстинкт ве водеше, предпоставам, меѓу другото. Веќе родителскиот инстинкт го водеше, што треба значи постојано бевме таму од сабајле до вечер, тие 2 месеци за... Колку беше долг периодот кога бевте таму и после колку време ви рекоа дека веќе е безбедно, може да се вратите дома и дека... Па бевме 2 месеци во Љубљана. Ја пуштија Мија веќе кога убаво продиша, кога почна да пие млекце од чишенце убаво и кога направи убава килажа, 2,470 се вративме во Скопје. Морам да кажам дека дојдовме со медицинска сестра од таму во авионот со нас, со апаратче за кислород, бидејќи она е многу мало бебе, беше страшно на толкава висина, така сами само да си ја донесеме, затоа многу им благодарам, значи внимаваше во текот на летот за неа. И ние со сопругот во секој момент се трудевме што повеќе да ја стимулираме со играчки, со вежбички, со зборење, со пеење, за да го забрзаме развојот, бидејќи имаше моменти кога малку назадуваше, нели, но сепак постепено си дојде таму како што требаше. Се вели со многу вложување во со многу вложување, да, со многу труд, стигнавме до таму каде што е сега. И фала Богу, сега е многу понапредно од незината возраст. Прекрасна е, 4,5 години има и е 3 има сега, така и е, да. И е навистина понапредна, морам да признам, од она што сум го видела и што сум го доживеала. Да, исклучително динамична и ми беше муаветот дека сега потоа во вашиот живот не требаше толку труд и мака за да дојдете до максим.
Да. Е тука уште еден феномен во вашиот живот и би рекла во вашата карта. Да, Вие останавте бремена по природен пат. По природен пат, да. Со Максим, иако тоа медицината... Баш со супругот зборувавме се што ќе правиме за второ дете, зашто знам, имам диагноза, пак е треба инвитро, баш се размислувавме кога да почнеме, кога да отидеме да разговараме со докторот за второ дете. И баш размислувавме, леле, пак сега по истиот пат, ама на супругот ми реков, јас не се жалам, значи мија нема да ја оставам сама и сето тоа што ни се случи, пак ќе кажам, позитивна сум, не го оставам детето само, ако треба и пак ќе направам печес инвитро за второ дете. И не знам како се случи на вистина, непланирано останав бремена. Мислам, тоа беше Може да цела приказна ќе ни помогне со муабет од медицински аспект и доктор Лазаревски, го споменавме неколку пати овде со нас во студиото и на темата инвитро и можеби најлесно ќе дојдеме до оние стручни одговори. Ќе ве поканам да ни се придружите овде, доктора. Добро вечер и за вас. Добро вечер, Повелете. благодарам за поканата. Доктор Лазаревски, оние кои си имаат, мака кои се нашле во ситуација да имаат потреба и тоа како од вас, ве препознаваат, предпоставувам, можеби некој, еве гледајќи ве во емисијата, ќе си најде одговор на некакво си свое прашање, на некоја си своја мака, па ќе ве побара директно и конкретно. Вечерва во емисијата каде зборуваме и за инвитро, но и за недоносени дечења и маката нели со одредени диагнози кои мајките ги имаат и со што се соочуваат, реков зборуваме од личните искуства, но убаво е да имаме човек кој се соочува од еден друг аспект со сето тоа и може по медицински, вака би рекла, јас да не го објасни. Ние рековме, ќе не искарате, можеби и вие сте од тие, да не чепкаме по интернет, да не пребаруваме и доаѓаме до одговори. Живееме ли тогаш во заблуда или можеби некогаш знаеме самите повеќе да си помогнеме од медицината што може да ни помогне? Не, прво, многу добар избор се направили, морам да кажам. Даниела е на вистина парадигма на голготата што многу жени имаат кај нас и секаде, мислам додека дојдат до посекување на дете. И јас на вистина се дивам и на храброст и на вечерва ова што го кажа, поготово како е објасни ендометриозата, мислам јас никогаш толку едноставно и прецизно немаше да го кажам. Стварно е тоа. Така да има зашто да се чита интернет. Добро, интернетот навистина помага, ако ништо друго, она што каже Даниела, да се постават правите прашања. Дени се разбира, реков, моментот од кога ја има диагнозата и се вели дека не може да остане по природен пат, реков, затоа ве вметнав веднаш тука во муабетот, дека останува бремена на чудо на медицината и на сите можеби околу, сосема природно бремена со незиното второ дете. Вашето објаснување многу ме интересира. Па вака јас во животот веќе никогаш, пошто со оваа проблематика се бавам повеќе од 2 децени, никогаш веќе не велам дека нешто не може. Сум видел такви чуда што може да се равнат со Божји чуда, навистина. Ова што се случи со Даниела навистина е чудо. Ретко кој можеше да поверува дека може по природен пат, иако бременоста е една од физиолошките работи која лекува ендометриозата. Значи делува благопријатно, ја суши. Така да бременоста, претходната бременост има доволно помогнато за да се случи ова. Јас вас ќе ве задржам уште малку, бидејќи има еден прилог, па потоа одиме со уште еден дел од муабетот кој пред малку нели го начинавме, бидејќи имаме и статистички податоци околу тоа инвитрото како состојба на нели помош за останување на бремена, но инвитрото и како ситуација која има кај нас и секаде во светот, како се третира и така натаму. На дене ми сега останува и третата бременост да ја очекуваме можеби. Уште полесно. Со лесно и ова, да, уште полесно и од срце ќе ти посакаме. Дени да така да си се множите, да ве има по дома, бидејќи знам дека сакате многу деца, сте дечари, фамилиарно и еве би рекла јас доколку сте за повеќе детно семејство, Господ со леснотија уште некој да ви даде. Ми бара сестриче сега. Епа по нарачка се прави и тоа. Ви благодарам од срце што дојдовте да ја споделите приказната, бидејќи повторно ќе речам, можеби некаде токму мајка која што се најде во ситуација со сличнава приказна како и вашата, или јас би рекла како што и символично насловот на емисијата Тунел, јас догледала можеби светлината на крајот од истиот, еве пратејќи го нашиот муабет. Ќе ги проследиме информациите кои ги собравме, па потоа и со докторот и со другите гостинки ќе го продолжиме муабетот. Првото успешно инвитро оплодување е направено во 1978 година во Англија од страна на физиологот Роберт Едвардс, кој го открил и развил овој третман и кој во 2010 добива Нобелова награда за медицина. Просечната возраст на која жените се свртуваат кон инвитро постапката е 35 години. Најголема стапка на фертилитет имаат жените од 25 до 29 години.
48% веројатност да забременат со инвитро метод имаат жените под 35 години. Според статистиките, стапката на успех на инвитро почнува да се намалува по 28-та година. Најголемиот ризик кај инвитро зафатот е повеќе кратното раѓање кое се јавува поради трансфер на повеќе ембриони. Сето ова резултира со предвремено породување, раѓање на мртвороденче, долгорочна штета на организмот кај жената. Негативен тест за бременост после инвитро може да предизвика длабока депресија и анксиозност кај жените, додека кај најголемиот дел од мажите, негативните резултати не се фактор за депресија. Поради фактот што инвитро има потенцијал за ширење на заразни болести, владата на Јапонија донесува закон со кој се забранува инвитро оплодување на пар каде и двајцата партнери се заболени со ХИВ. Предходно, ваква практика постоела во болницата Огикуба во Токио, каде докторите тврделе дека развиле метод со чија помош ја чистат спермата од ХИВ. Пред 2 години Турција забрани вештачко оплодување во странство. Според тамошниот закон, жените прават криминално дело доколку одат во странство за да бидат вештачки оплодени. Дури се соочуваат со затворска казна од 1 до 3 години ако го прекршат законот. Католичката црква е против сите видови на инвитро оплодување, затоа што како и контрацепцијата, така и ваквиот вид оплодување ја одделува прокреативната цел на бракот од неговата цел да ги обедини партнерите. Сунитските муслимани генерално дозволуваат инвитро на еден брачен пар, но само со сперматозоидите на сопругот и јајцеклетките на жената, а не со донирање од други парови. Инвитро зафатот е најскап во Соединетите Американски држави. Цената се движи од 9 до 15.000 долари. Претпоставам гостите нешто поднаучија, ако знам со сигурност дека вие овие податоци сигурно и ги имате или можеби подобро ги баратате истите, со истите владеете, од проста причина вие сте представник од Македонија по муабетот со вас на организација која го носи името ЕШРЕ, скратено, ќе не упатите малку? Да, ЕШРЕ е организација која всушност ги прибира сите специјалисти гинеколози што се бават со хумана репродукција. Во самото ЕШРЕ, како еден консорциум, постои едно тело кое се вика мониторинг, значи ЕШРЕ инвитро мониторинг. Тука се секоја земја во Европа има свој представник и тоа е фактички се грижи да навремено доставува податоци од сите центри, инвитро центри во земјата, статистики и еднаш годишно се собираме обично на главниот конгрес на ЕШРЕ и тука ги презентираме резултатите. Тие се објавуваат понатаму, кажуваме со кои проблеми се соочуваме во својата земја, каков е законот, има ли новитети, има ли нови забрани или пошто тоа балансира, знаете како е во светот во зависно кој е на власт во која земја, ако се конзервативни сили одма имате некои забрани, ако се прогресивни сили има некои новитети и така. И се гледа докаде се националните регистри, дали се воспоставени и така. Во Европската Унија многу битно влијание има овој конзорциум, затоа што сите препораки, новитети, предлог закони во Европската Унија се на врз база на од заклучоците на овој конзорциум. Зошто инвитрото се коси некако со црквата? Па, мислам дека тоа полека ќе почне постепено да се намалува. Мислам дека веќе католичката црква призна некои модалитети на инвитрото. Да, тоа имаше многу такви дебати. Јас ги и преку ова здружение ние ги гледаме маките, нарочито Италија имаше многу, после тоа Хрватска, влијание на јавното мислење, нели, референдуми, разни невладини организации попушти тоа. Исто така и во исламот, во муслиманскиот свет имаше многу дискусии, меѓутоа сега генерално оној основниот модалитет на инвитрото, значи брачен пар и инвитро, значи меѓу нив, семе од мажот, јајна клетка од жената, во брак да се и така е помалку или повеќе секаде прифатено. Ние не правиме ништо што е вон законите, нели? Исто би било за било која болест. Значи, ако не е Божја волја, зашто би постоеле хирурзи, зашто би отстранувале слепо црево или би оперирале рак на дојка и така натаму би лекувале со цитостатици или било што, или некои воспаление со антибиотици. Истото е и ова. Значи, ние се бавиме само да го олесниме оној пат да парот добие дете, нели? И би требало црквата дури да го
подржи тоа, Подржи. затоа што ние на овој начин зголемуваме и Ти се за повеќе наталитетот. детни, нели семејства, да. Така да, Они тоа го толкува на друг начин, man act as God. Значи, човек делува како Господ. Значи, ние преземаме нешто што е веќе нешто надлежност на овој што е севиш. Може би некои модалитети, како што е донацијата на јајни клетки, донацијата на сперматозиди, донацијата на ембриони, преимплантационата диагноза која сега се повеќе се работи, понатаму крајниве што се, значи, играње со гените, сега веќе тоа многу лесно може да се прави, значи да се бираат деца кои се супер деца, да, значи некои гени да се отстранат, други се додадат, тогаш тоа сигурно дека не е добро. Затоа што секој би сакал да има, например, Супермен. Да, не Бред Пит да личи машкото, а женското, не знам, Анџелина Џоли и така натаму, и не знам да се бави со тенис. Денеска веќе тие се во експериментална фаза, и тоа може, играта со гените е многу блиска еднина. Тоа веројатно... Тоа малку ме заплашува, да бидам искрена. Да, тоа е застрашувачки и тоа ќе создаде една страшна дискриминација во светот, значи одредени луѓе ќе бидат супер луѓе, а другите ќе бидат ставени некаде таму на маргините. Тоа веќе наближува, се разбира, и до клонирањето, се е тоа во нашата бранша на асистирана репродукција, каде што јас оправдано и навистина сите земји во светот и конвенцијата која беше во Париз 96 година, исто така ја забрани, односно препорача сите земји да ги забранат овие манипулации и клонирањето, како неприфатливо за денешното хумано општество. Кај нас, или за жал, или не знам, за среќа, јас би рекла повеќе можеби за жал, се уште не е одобрено со законот сурогат мајчинството. Значи, кај нас е дозволено сама мајка, самохрана мајка, многу земји не е дозволено самохрана мајка да оди на витро или да прави инсеминации, да се нарача материјал и така. Дозволени се донациите на јајни клетки, на сперматозиди, на ембриони, исто така многу земји во Европа се забранети. Се разбира, сето тоа е на алтруистичка, односно основа, без плаќање, без надомест. Дозволено е дури и поскумната инсеминација, значи со претходна согласност на мажот, така што сме имале неколку случаи да жената, мажот подпише собствено и после неговата смрт, остави ради болест и ради така се оплоди жената. Значи, и тоа е една од ретките земји во Европа каде што е дозволено. Се до сурогацијата. Сурогацијата е забранета, иако јас бев и тоа да се дозволи, затоа што имаме многу примери, можам да ви кажем, само јас во мојата пракса преку 20 девојки имам сретнато кои што се родени без матка. Сето друго е во ред, а родени се без матка. Тоа е еден синдром, се вика Кистнер-Рокитански, кој се среќава често. Или се тие скратени, може би рекла. Да, зашто тие жени да бидат осудени, барем да не бидат биолошки мајки. Веројатно, може би ние се уште не сме на тоа ниво како општество, а може би сите, за да дозволиме тоа. Зошто? Манипулациите се многу битни. Ретко кој ќе најде жена да го носи. Тоа може да биде сестра, може да биде мајка или многу блиска. Меѓутоа, некој да се сложи да носи 9 месеци туѓо дете и да го породи и после да го даде, мора да има некоја заднина, да е влезена во некои сиви води, сиви зони, мислам, каде што е као black market нешто, каде што е сигурно дадени големи пари и така. Во Америка е дозволено, во Европа мислам дека уште во Англија е дозволено, да, осим Англија во Европа развиено е многу во земјите од поранешниот Советски сојуз, посебно во Грузија, Украина. Тие две се центар. Една сурогација кошта во Америка е негде $200,000, ваму кошта околу €50,000. Со тоа што нели таму доаѓаат, до таму одат што им прават и вештачки перничиња, нели, како ги контролираат таму бременоста, па добиваат потврда таму дека они ги родиле и така. Цели агенции постојат кои што се бават со тие работи. Сериозен систем разработен. Да, меѓутоа веќе некои амбасади, како што слушнав од некои пациентки, некои амбасади веќе вовеле гинеколог во Грузија и Украина за да провери дали навистина таа жена се породила или не, што ќе носи тоа дете.
Така да, мислам дека се уште не е дојдено време за сурогацијата. Колку пати може жената да направи инвитро после колку верувате неуспешни обиди, е можеби моментот дека треба да и се каже толку обидите се можеби или на друг начин, со посвојување слично. Има ли некаква бројка, има ли некаква граница? Па јас обично им кажувам на пациентите, самата постапка, мислам, приеска вие многу убаво кажавте кога разговаравте со Даниела, дека тоа као апсолутна бројка 6 пати не е ништо, меѓутоа тоа е страшно. 6 поминати процеси на инвитро, тоа е страшно. Прашите ја секоја жена што била 3 пати, ќе ви каже која е таа голгота. Значи, тоа осем психичкиот товар што ќе се случува, осем малтретирањето месец дена секојдневни инекции, хиперстимулацијата, опасноста по здравието, исчекувањето, значи тој процес трае 2-3 месеца, целиот од почетокот до говорите до крај. Значи тоа се малтретирања, мислам, можам да замислам, мене ми е тешко, работам во болница, тешко ми е да земам на лабораторија година дена, не сум земал, камо ли ове, они секојдневно тоа го прават и тоа. Значи тоа е страшно. И уште доаѓа 15 дена страшно очекување и негативен резултат. Мислам, тоа е, не се опишува со зборови, тоа е страшно. И тоа, замислете, пута 6. Па тоа е, не знам, тоа треба многу и јака личност за тоа да го издржи. Инаку, мојата препорака е таа, до 6 пати. Кога бев на специализација у Словенија, гледав некои жени по 13-14 пати. Тоа мислам дека е нонсенс. Сем тоа, самата стимулација носи многу опасности. Поздравјата. Чи да, го скратува животот на јајниците. Порано оди жената во менопауза, почести се тумори на дојките на јајниците и така натаму. Има и други опасности, не е само тоа. Тани се откажуваше нашата следна гостинка лесно од тоа да биде мајка и покрај нели дијагнозите или конкретната дијагноза за која сакаме да зборуваме, патешествието кое таа си го доживеа низ својата лична животна приказна или медицински кажано дворога матка. Ке ја поканам Билјана Геровска да ни се придружи. Добро вечер. Добро ни дојдовте, ви благодарам на одзивот што се вели да споделите вистинско лично искуство и би рекла една навистина голема животна приказна и голема борба пред се да се стане мајка и сето она што мајчинството си го носи, една голема убавина, но реков во вашиот случај многу мачен период кога во прашање е семејството, зголемувањето на истото. Го споменав доктор Лазаревски дека е упатен, вие сте со дијагноза Билјана дворога матка. Дворога матка, да. За разлика од муабетов се што го зборува докторот Даниела, јас не сум со инвитро. Така, по природен пат вие, природен пат, да. Меѓутоа, не знаејќи дека сум со вродена аномалија, се откри во текот на бременоста, значи во 4-тиот месец. И уште тогашка сака да се отстрани плодот, затоа што претпоставува дека нема да оди многу долго бременоста. Меѓутоа, јас не сакав да се прекине бременоста, сакав да видам до каде ќе оди тоа. Мислам, сакав да оди нормално до крај. И барем се надевав дека ќе издржи до 7-миот месец, пошто нели 7 месечните бебиња издржуваат исто како и другите што се доносени до крајот. И се до моментот кога во 6-тиот месец, значи во 25-та недела е 6-ти месец? Да. 25-та недела се случи предвремено породување и шансите за да преживее бебето беа многу мали. Меѓутоа, во тој период немаше такви инкубатори, технологија во болниците тука и не преживеа бебето. Од медицински аспект, зашто се работи? Вака, матката, значи јајцеводите, матката и горните 2/3 на вагината имаат заедничко потекло. Тоа потекло е од така наречени Милерови канали, ембриолошки зборуваме. И тие почнуваат од почетокот на јајцеводите, се спојуваат и формираат еден канал. Меѓутоа, во тој развој, кога е жената негде втори месец, тоа може ли да се уведи со регуларен гинеколошки преглед дека е аномалија? Да, во тој случај, при тоа спојување, може да дојде до некој дефект, да не се отвори цел канал, него да си останат пак. И сега има еден многу различни аномалии, од мали септуми, значи прегради, до дупли матки, дупли вагини и така натаму.
Со воведувањето на хистероскопијата, на оптичка метода која се оди директно во матката низ каналот, многу едноставно за неколку минути се решава тој проблем. А инаку многу едноставно се диагностицира со ултразвук. Но вие сте денес мајка. Да, на 2 деца, машко и женско, Имаат по колку? по 8,5 и 6. Едната 8,5, едната 6. Сакав да кажам само до моментот додека дојдов до кај докторот, значи тоа беше толку стресно за мене и кога се видов со него, само докторот ми кажа: "Леле Билјана, што во купаничење, тоа е 5 минути работа." Би се одлучиле повторно на бременост и на трето, Билјана? Во моментов не. Ви благодарам многу за искуството кое го споделивте со нас вечерва. Ке ви посакам да си раснете, да си бидете едно прекрасно семејство и пак ќе речем, зошто да не па и поголемо. Ви благодарам за вечерва. И уште една приказна која вечерва ќе ја заокружи оваа наша емисија. По прашање реков на мајчинството да се остане мајка, борбата да се остане мајка и можеби сите потоа патешествија кои доаѓаат со одредени ситуации, проблематични моменти кои за жал не се јавуваат и се секојдневие, не можеме да ги игнорираме. Во една животна приказна и специфична и тешка се разбира преца за семејството, се најди семејството Димовски за која ќе зборува се разбира во прво лице мајката и за сето она што им се случуваше, господја Димовска. Милена, добро вечер и за вас. Добро не дојдовте. Повелете. Ми се допаѓа кога вака несебично и покрај тешкотијата и маката која сте ја преживеале, како и се разбира во одредени сегменти нашите претходни гостинки, така и вие сакате да ја споделите во јавност, тоа пак ќе речам, ќе напомена, можеби и некому во моментов и му помагаме. Имате специфична приказна од типот вие немавте потешкоти да останете бремена или нешто кусо се обидувавте? Беше муабет? Да, не нешто што беше алармантно, нити трагично или ниту не знам како подлежеше да на окрстам. медицински посебни третмани. Апсолутно не. Останавте бремена и се си течеше во најдобар ред? Да, веднаш на почетокот на првата бременост имаше некоја мало минимално крварење, кое што е нормално, вообичаено, Во почетокот се знае да се апсолутно јави. не алармантно, меѓутоа се погоди во неубав период ноември, декември, каде што фати доста студови, па останав дома на патолошка бременост. И сопругот чисто сакаше после тоа да ми каже: "Леле, патолошки, навистина испадна патолошки проблемот после тоа." Значи, после неколку месеци на редовните контроли дојдовме со докторите до заклучок дека треба да се прави доплер на двата главни крвни садови што водат до матката и на папочната врвца на бебето, каде што се заклучи дека има запушување. Кај бебето? И во крвните Врската садови, ваша, значи во доводот фактички на Така. крв и до матката и до, сега јас лаички го објаснувам, малку не Потоа да сакам не да ни даде, да. И папочната врвца, доста големо запушување, се направи анализи, значи немаше никакви предупредувања, нити јас чувствував, нити крварење имаше, нити беше погоден плодот, се до оној момент до 28 недела, кога веќе се забележа намалување на растот на бебето. Значи, доколку се очекуваше во 28 недела, мислам дека е кило и пол, да речеме, бебето да биде според мерките. Да, така некако според мерките бебето не беше ни 1 кило тешко. Значи не напредуваше според оно што се очекуваше и оно што требаше се направи се анализите зошто тоа се случува до оној степен до каде што докторите воопшто и ја познаваат оваа проблематика. Така да на крвните слики, на деталната крвна слика, која што се прави само на Институтот по трансфузиологија, се не знам, можеби веќе во Систина и во другите клиники, се откри огромно зголемување на параметар во крвта што се вика D-димери. И тие D-димери се клучните кои што прават коагулација, регулират и така натаму и затоа се појавува згручување на крвта и фактички запушување. Тоа запушување резултираше во хитно породување, на кое што му предходеше нормално кортикостероиди за зрење на плучата на бебето и некои терапии кои што не беа нити безбедни, значи се содржат во ширење на крвните садови и така натаму, што не беа безбедни пред се за мене,
но беа единствен начин да се обидат да поправат нешто докторите. Не беше тоа успешно и во првиот ден од 30-та недела бебето го извадија со царски рез, кој што морам да се пофалам помина многу солидно за разлика од вториот пат. И многу безболно. Искрено, јас се плашав, нели, тоа е сепак операција, не природен начин на породување, меѓутоа многу безболно и за наша голема среќа бебето беше во доста добра состојба од аспект на килажата се роди 1 кило, па падна на 930 грама, меѓутоа во доста добра здравствена состојба, самото дишеше и немаше потреба од никакви други додатни процедури и не дај Боже зафати кои што освен оние што се регуларните. Што следуваат по таков период. Значи се дава превентивно антибиотики така натаму, меѓутоа никаква потреба од мала дигресија, докторе, околу нели рековме поставената дијагноза во почетокот или проблемот кој е увиден. Вакво нешто не може да се увиди на прегледите. Тоа е одлично водена бременост, на време е видено дека се случува проблем. Не знам дали е вклучена и некоја антикоагулантна терапија, клексан или нешто, сигурно, да. И се јавува од што може да се јави? Тоа е најчести причини за ваква патолошка бременост се промени во факторите на хемостаза кај жената. Најдобар маркер во бременоста се дедимерите. Дали има или нема. Значи се работи за склоност кон згручување на крвта. Таа склоност се манифестира најмногу кај органи кои многу брзо работат. Орган што најмногу работи во бременоста е постилката. Што повеќе крвни садови мали се згручени, тоа помалку крв доаѓа за бебето и бебето не може да се храни. Консекутивно на тоа доаѓа до смалување на плодовата вода, недоволен раст и така. Ова е одлично водена бременост, на време е све следено. Тука сега да кажам дека уметноста на акушерот е да го одреди моментот кога на бебето ќе му биде подобро надвор од натре. Зашто ако прерани, бебето може да не преживее надвор. Ако закасни, може да се соочи со интраутерина смрт на бебето. Максим е дете кое што е екстремно многу чувано. Значи, јас после тоа, од кога се стабилизира ситуацијата, многу ја пратевме, светските трендови ги пратевме во медицината и она што предходно и Дени кажуваше, значи, чувањето на градина пред време роденото бебе, дека има ефекти. Вежбите, значи, ние го носевме во Центар за рехабилитација, за вежби, за проодување и Максим е прооден на 13 месеци, како и секое друго нормално родено дете, со ненормално мала тежина, значи, он имаше 6,5-7 кила, можете да замислите, тоа нешто ненормално малецко и одеше по улица Македонија и сите ни се чуделе како може волку мало нешто да оди. Меѓутоа, сито тоа ние го спроведовме до одреден момент каде што мислевме дека можеме да имаме и второ детенце и така си останав најприродно бремена и се си течеше нормално. Си до 5,5 месеци, 25-та, мислам, 6 месеци скоро бременост, каде што ние доживеавме еден голем фамилиарен шок, затоа што ни беа поставени и дадени некои дијагнози за Максим и предвидувања кои што сега од овој аспект не се толку страшни, можеби се навикнавме, но можеби сме ги донеле во контрола, да кажам, тие проблеми. Меѓутоа стресот беше толку голем да жива среќа што и второто бебенце пред се остана живо, затоа што имаше некои предиспозиции, да кажам, да го извадат, со умртвување на плодот да го извадат, уште тогаш во 6-тиот месец од бременоста, или пак да бременоста продолжи, меѓутоа со огромна неизвестност врз основа на стресот. Значи, докторите не знае како ќе се манифестира тој стрес што јас го доживеав со Максим врз второто дете. Значи, второто бебенце, со оглед на тие сплетни околности, мораше да се извади исто пред време. Мораше да се извади затоа што се појави некаква си хематом ли, не знае ни тогаш дали хематом, дали масно ткиво, од овдека до долниот дел и среќа што не продолжило, па да искрвари, па да направи проблеми со плацентата и така натаму. Значи, при прегледот, на недела дена ми ги правеа прегледите, затоа што јас бев под голем стрес. Предходната недела немаше ништо, наредната недела, во рок од 7 дена, се појавил тој хематом, кој што
предизвика да нормално се намали, се стисни и матката, и водата, и нели целата околина каде што е бебето, и бебето да не се развива повторно. Меѓутоа, не од причина на дидимерите. Значи, овој пат дидимерите беа во ред, а тие па ги контролирав поучено од претходното искуство. Сега, се случи што се случи, повторно се донесе одлука да со царски ред, кој што овој пат не беше толку едноставен, беше доста комплициран баш ради тој хематом. Заради хематомот? Да, мислам дека е хематом, не сум ни стасала да прашам дали беше хематом или масно ткиво или што точно, затоа што никој не знаеше, пак бев уникат во целата ситуација. Што може да го предизвика или да го направи? Може ли е стрес во ваква ситуација? Тоа беше во матката внатре? Да, на матката, значи меѓу матката и плацентата, јас така разбрав, можеби не. Тоа е ретроамниен хематом. И среќа што не продолжил према постилката, тогаш зборуваме за друга дијагноза, тоа е абрупција, како што кажуваше Даниела. И тогаш бебето треба да се извади во рок од неколку минути, иначе ќе почине внатре. И тоа е една од исклучително тешка состојба, ако не се ургира на време, може да го загрози животот и на матката. Овде се работи за одлепување каде што е амнионот е фактички обвивките, водењакот што го викаме, нели? Али водењакот е само долниот дел. Сад дедето е од сите страни со водењак обвиткано, само на делот каде што е постелката не е. Тука е постелката. Тука меѓу матката и оваа обвивка на бебето се отворила и тука се наполнила со крв. Ако тоа продолжило према постелката, тоа е веќе многу ризична состојба и тоа е абрупција, односно одлепување постелката, кој може да доведе до страшни последици. Детето сигурно умира ако не се оперира одма, а мајката ако не се исто оперира во рок од неколку часа, готова нема. Ќе настапи комплетно пореметување на коагулацијата, искрварување, дик и еден иреверзибилен шок без да може да се спаси. Се надам дека и денес во емисијата на оваа конкретна тема помогнавме барем да доближиме некои проблеми или можеби дилеми, повторно ќе речем, на мајки и семејства со кои се соочуваат. Ми е драго што бевте отворени и сакавте да раскажете секој од вас за вашата лична животна приказна и она што ви се случува. Од срце да си се развивате, си растете во едно убаво среќно семејство и можеби во следна прилика ќе се видиме околу муабетите, нели, докаде се децата стасани, нивните потреби, со што се не мачат кога во прашање нивниот развој. Во нашата емисија имаме еден сегмент и еден дел каде исто се обидуваме да помогнеме онаму каде што треба помош од малку поинаков аспект, зборуваме за социјални случаи или малку поинакви на кои им треба некако да им се олесне, да им се помогне во животот. Јас сум Јован Коловски, имам црна коса, кафеави очи и сум средно висок. Сакам да сум главен. Иако сум добар, понекогаш знам да бидам лош. Имам хармоника и многу сакам да свирам, а и да пеам. Необичната животна приказна на Јован стана инспирација за многу автори, режисери, новинари, писатели. Документарниот филм Милостивиот самарјанин од режисерот Бобан Поповски ја следи животната приказна на Јован и неговото излегување од кома. Филмот, како и необичниот живот на Јован сам по себе, предизвика исклучителен интерес во Словенија, каде многу хумани луѓе излегоа во пресрет и со исклучителна висока сума финансиски средства помогнаа Јован да може непречено да ја прими неопходната медицинска терапија, со што неговиот живот за брзо време би се вратил во апсолутна нормала. Огледалце, кажи кој е најубав на светот? Знам. Тато. Тато. Тато? Ами... Вовче ми е најубав. Да мислиш ти? Патот кој го живееме е непредвидлив, заплеткан и најчесто трнлив, и сите веруваме дека нам нема да ни се случат непосакуваните нешта кои му се случуваат на другиот. Кога реалноста ќе не изненади, единствено ни останува силната верба и упорноста. Јован го разубеди животот да му се врати, но помошта се уште му треба. Вашето малку за некого многу. Ако можете и ако сакате, споделете. Тоа беа нашите гости, се надевам дека бевме инспиративни и од помош со приказните кои вечерва ги слушнавте и реков муабетите кои ги направивме. Ако е така, ќе ве очекувам во следната прилика повторно, ветувам со интересни приказни и пак ќе речам крајно инспиративни гости. Бидете со нас. Пријатно.